Се прашувам какво е чувството на одбележување јубилеј од 10, 20, а замислете 30 години творештво. Плодното тридецениско творење, создавање на уметнички дела кои што го одземаат здивот на уметницата Касиопеја Наумовска, ќе биде кронисано со самостојна изложба 30 години творештво овде во просториите на Кинотека на Македонија. По тој повод сме овде, токму заедно со уметницата и ќе ви ги доближиме и ќе ве инспирираме да дојдете и да ја посетите. Ви благодарам што ја прифативте поканата и што сте дел од Добро утро секој утро. Благодарам на поканата, задоволство ми е пред се на вакви ентузијасти како вас, водители, млади, кои што имаат сепак се уште чувство за да представат и нешто што е од сосема поинаква област, а најчесто и најтешка област од уметност. Виднаш ќе го прашам, какво е чувството да се одбележуваат 30 години творештво? Како бројка тешко звучи, крупно звучи, но сепак ова не е работа која што сум одлучила да ја направам во еден секунд. Тоа сепак се години и години творештво. Убави се јубилеите лични, ако веќе ги заокружуваме. Настанот како настан ми е драг затоа што е посветен само на моите пријатели кои што секогаш безрезервно ме поддржуваат токму во тоа што го работам. Што е она што ќе може да се погледнат, да го погледнат посетителите? Дали се работи за нови слики или можеби ќе се навратиме на вашите почетоци? Бројки ги делата кои што се изложени овде, не сакајќи нели, за да се направи и една логика на нештата како ќе бидат поставени, стигнав до 42 дела, од кои што 30 се нови, изработени во последниве 2-3 години. Другото е пресек на нешто што сум го работила во минатото. Намерно ги оставив по новите дела, бидејќи останатите веќе биле неколку пати покажани, не само во Скопје, надвор од Македонија, низ градовите во Македонија, и тие си го одживеале и си го одиграле својот пат, а ова е еден вид како на заокружување, ете, до каде сум стигнала и каде продолжувам понатак. Да, споменавте убаво на над 30 самостојни изложби, преку 120 групни изложби. Вашите дела навистина имаат отпадувано надвор од границите, го прошетале ширум светот. Ако треба да одвоите, на што сте најповеќе горди, односно што би издвоиле како најдобро во вашето творештво? Како најдобро не би можела еден настан да одвојам, но како најзначаен би го одвоила настанот на покана од Македонската филхармонија во организација на еден настан кој што се случуваше летно време и се викаше "Види музика, слушни слика, доби книга". Добив покана да учествувам, да сликам на еден ликовен перформанс, фактички двајца уметници секоја година тоа го создава, со музика пропратена од Македонска филхармонија, со сериозни диригенти, солисти. За мене зошто најзначен, бидејќи тогаш беше ризично да учествувам воопшто и самото платно, пошто е 10 метра големо платно, само да го поминеш со една боја е тешка физичка работа. Јас бев во почетоците на мојата бременост и не требаше толку да се изложувам на таков напор, но со задоволство прифатив како еден настан што ќе си го споделам на тогаш неродените деца. Вечерта како се пронесла, освен со прекрасната музика и солистите оперски наши, што заврши во Систина болница, каде што првпат ги слушнав и очекувањата на срцињата на моите деца. Ете тоа така ми е едно како поразличен настан од останатите. Смеам ли да ве прашам од каде поривот да се насочите токму кон сликарството и кога дознавте, кога разбравте дека токму уметничката четка е вашата најдобра пријателка? За среќа во семејството имам многу уметници, но и поддршката уште кога сум учела во основно образование, од тогашниот наставник по ликовно, покажа интерес дека имам афинитет кон ликовната уметност. Се обидуваше на сите можни начини, каде што беа во можност да се организираат нели тие ликовни конкурси да учествувам и неминовно беше понатака нели да си го пронедам тој пат. Не ни размислував како алтернатива, освен музика, бидејќи истовремено колку што имам желба за ликовната уметност, музиката останала во, ете да кажем, нереализирана, неостварено нешто за мене. Каква е идејата за мислата, односно дали веќе се знае иднината на оваа изложба? Има ли цел да патува низ Македонија или можеби надвор од границите?
За сега останува само тука, без разлика што на моje задоволство по лична покана од нашата македонската амбасада во Вена, добив покана за учество во самата амбасада. Тоа е просториите кои што ги користат, работни простори фактички во амбасадата, но многу често ги користат во областа на таа културна дипломатија што се нарекува, каде што неретко гости се наши ликовни автори. Дел од сликите се разбира само може би по малиот формат или во зависност како ќе се направи концептот, сакала да ги покажам и таму. Но генерално остана идејата да бидат прикажани само овде во Скопје во просториите на кинотека. Во чест на вашата изложба добивте прекрасни коментари, ќе речам. Ќе ми дозволите да цитирам дел од тие прекрасни коментари кои што навистина мене ме воодушевија. Отец Пимен за вашата изложба поточно за вас вели: ако човек стори ниет да прогугла нешто за едно чудо и чудно и несекојдневно име како Касиопеја на кирилица, ќе се појават информации за едно далечно и сјајно созвездие кое го краси небесниот свод и за една наша сјајна уметница со тоа име, чии што слики красат зидови по изложби, галерии и приватни домови на колекционери и љубители на убавата уметност. И ќе рече човек: види случајност, а јас ќе речам: случајности не постојат. И ќе додадам: тоа уште старите римјани го знаеле велејки: Номен ест омен. Името е знак. Да го прокоментираме малку, отец Пимен. Пред се, отец Пимен, јас го доживувам како личен другар. На задоволство мое, бидејќи многу голем љубител на уметноста, се бави со уметност, неговата поранешна желба била можеби таму да продолжи животниот пат и тек, но настаните продолжиле во друга насока. Го почитувам како личност, го почитувам како интелект. Чести ни се разговорите од областа на уметноста и останати теми се разбира. Музика, тука да не ја прескокнам. Задоволство ми е дека ми прифати, јас си прашав сега со пријателите, може да си поставиш прашање дали би напишал нешто во врска со изложбата. Сме го правеле овој муабет може би многу поодамна, но еве сега се отвори прилика токму да се случи и вакво нешто. На лично мое големо задоволство. Уште еден ваш долгогодишен пријател напиша прекрасни зборови, доктор Васко Шутаров, ќе рече: можеш да гледаш во некоја слика цела недела и потоа никогаш да не помислиш на неа. Можеш и само за миг да погледнеш во некоја слика и потоа цел живот да мислиш на неа. Уметноста е линијата околу твоите мисли. Секој дете е уметник. Проблемот е само дали ќе остане уметник кога ќе порасне. Тоа може би најдобрата дефиниција, да го зачуваш детето во себе, да продолжиш да играш, бидејќи преку играта најмногу и се збогатува имагинацијата. Без имагинација не постои ни творештво. Инаку, доктор Васко Шутаров не е прв пат да напишал текст за моја изложба. Со него си имаме запознато во нашиот културно-информативен центар во Софија, каде што имав своја самостојна изложба, додека тој беше таму директор на тој центар. Меѓутоа, тој ги познава моите слики од предходно и беше неминовно некако да си ја продолжиме таа дружба, која што до ден денес трае, на заедничко задоволство се разбира. И во право е, мислам, тоа што го кажува, не можам да променам ништо друго, дури и тие едни пораки што ги напишал, универзални пораки во врска со уметноста, многу оставаат еден поразличен впечаток за што станува всушност збор. Нека уметноста е таа што треба да се гледа, уметникот тој што треба да се скрие. Така. А кога сме веќе кај тоа, дали уметникот и кога ќе порасне, нели секој дете е уметник, вели тој, дали кога ќе порасне ќе го задржи тој уметник во себе, кога сме веќе кај децата и учениците, вие сте и наставник по ликовно, ќе откриам за гледачите дека сте и моја наставничка од основното образование. Дали се уште ликовно како предмет е на маргините во образовниот систем? На маргините. Тоа се предмети кои што најчесто не им се обрнувало многу внимание, а се задолжителни предмети. Во останатите земји низ Европа, зборувам предмети, тука станува збор за музичко, ликовно, физичко, во останатите земји тие предмети се како основа на создавање на имагинација, креативност, култура на живење и се останато. Овде не се само маргинализирани, туку се сведени на минимум часови, поготово музичко и ликовно,
Затоа сме ние тука, нели, за да може да се изведе тој некој максимум и да се наведат децата кои што имаат желба да го продолжат тој пат. И за самиот крај, што е она што си го посакувате за следните 30 години творештво? Не можам толку далеко да гледам. Би сакала малку пократки планови да правам, зашто се поостварливи. Не дека немам фантазија, далеко од тоа. Убаво е да се фантазира, бесплатно е да се фантазира пред се, но ги гледам работите да бидат побрзо да се случат. По карактер не дека само што сум нестрплива, туку сакам веднаш да ги видам резултатите. Што значи за 30 години не знам како би било, голема бројка ми се гледа, но за 10 барем имам некаков конкретен план, се разбира да продолжам да работам, да ми служи здравието, да си ги растанат на правилен пат и начин децата и сосема доволна е сето тоа. Ви благодарам многу. Благодарам уште еднаш на поканата.